Има многу ситуации на родителите кога остануваат буквално без див, односно кога нешто ќе му се случи на детето, па не знаат како да изреагираат или се пак во голема паника и често нели тоа завршува со солзи одење на кај болница. Токму овие прашања, ургентни состојби кои што често нели знаат да не се случат, односно се поврзани со нашето секојдневие. Ќе разговарам ова утро со доктор Антони Христовски, специјалист по педиатрија и неонатологија од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Докторе, најпрво ќе посакам добро утро и добре дојдовте во добро утро секој утро. Благодарам на поканата. Ја споминавме темата ургентни состојби кај децата, односно кога се оние, кои се оние ургентни состојби кога родителите мора да ги однесат децата на лекар или во болница? Така. Значи, ова е тема за која што може многу да се зборува. Сигурно ќе бидат потребни повеќе емисии, меѓутоа колку што може во овој период, во овие наредни минути, ќе ја објасним ова многу значајна тема на која што сите педиатри, поготово педиатри кои што работат на оделенија за интензивна нега, многу често се навраќаат во одредени случаеви со добар исход, меѓутоа во одредени случаеви за жал и со лош исход. Состојби, овие ургентни состојби може да се јават кај деца, значи во различни ситуации. Може да се јават кај деца кои што претходно биле болни, например деца со хронични болести, може да се јават во случаеви кај деца кои што се со акутни заболувања, ве сега ги имаме баш сме во таква една ситуација на акутни респираторни заболувања, и може да се јават што викаат од добро седење, од значи претходно здраво дете, па да за кратко време настане една ситуација која што е алармантна, значи која што го менува животот на фамилијата од корен, што се вика. Ги има овие ситуации се голем, значи ги има една голема патологија на тие ургентни состојби во педиатријата, меѓутоа јас ќе кажам само за овие некои состојби кои што најчесто ги наоѓаме во нашата пракса. Значи на прво место тоа се состојби поврзани со надворешни влијани или трауми. Тие се разни падови, скршеници, крварења, значи повреди во склоп на разни нестрекни случаеви. Понатака се јавуваат чести се труења. Значи труења со лекови, труења со разни хемиски средства кои што ги имаме дома, шампони, средства за чистење и така натаму. Наредно, многу се чести тие така наречени аспирации на страни тела, на работи ситни, поготово со кои што децата, значи поготово помалите, измеѓу прва и трета година кога си играат, се наоѓаат во една таква фаза да ги кога сака таква фаза, кај што баш кога ќе им се кажи тоа дека не треба баш тоа го прават за инат. Ете така, таа е таа фаза и тогаш, значи, тие се викаат аспирации на страни тела. Понатаму има состојби поврзани со, тоа го спомнавме веќе, со во овој момент акутни респираторни инфекции и проблеми поврзани со горните, поготово горните дишни, но и со долните дишни патишта. Состојби и има многу често имаме состојби поврзани со висока температура, поготово така наречените грчеви кои што се неретка појава и се јавуваат кај деца склони кон тие грчеви при појава на повисока температура. Инаку ова е важно. Значи тие се состојби кои што најчесто ги има и многу и други, меѓутоа ова го наоѓаме во праксата, во нашата пракса најчесто. Иначе само да кажем дека овие ургентни состојби, што е тоа ургентна состојба? Е состојба каде што од различни причини веќе ги набројавме, настануваат пореметување на тие основни функции. Значи имаме проблеми со дишењето, проблеми со срцевата работа и проблеми најчесто, значи, со свеста, тие три
система и тоа најчесто со еден се започнува, меѓутоа сите останати три системи за брзо време се засегнати, така да си има една ситуација која што е навистина комплицирана и ургентна. Ете, тоа е за овој, да кажем, за овие ургентни така. состојби. Како да реагираат, докторе, родителите кога ќе се случи некоја од оваа ситуација која што ги наброивте пред малку? Како да реагираат во моментот, но и како да реагираат во периодот од дома додека го носат детето во болница? Така. Значи, тоа е практично прашање и одговорот е зависност од ситуацијата. Значи, имаме ситуации каде што може веднаш да има влошување на општата состојба. Ќе кажам, значи тие има по два ситуации кои што има некој краток латентен период кој што лажи дека све е во ред, меѓутоа се случува, значи после тој латентен период настануваат драматични влошувања на овие системи што и кажав. Како да се реагира зависи од дадените ситуации. Јас ќе кажем во неколку ситуации овие најчести што се. Меѓутоа е сигурно е потребна одредена припрема, затоа што навистина во ургентни ситуации е тешко да и родителите да бидат присебни и све да навремено реагираат. Еве јас за да сигурно има најтешки ситуации каде што да речеме ги имаме ситуации каде што има престанок на срцевата работа, на дишењето, и тоа сме го имали и сме го виделе во пракса, да речеме летни периоди, ќе ги спомнам во нашите туристички центри, значи каде што се случило давење, сончаници, тогаш треба и родителите, но и околината да знаат основни принципи за она оживување што го има, работа која што за жал сметам дека треба да има работа за која што би требало да има поголема едукација. Во овој момент знаеме само при полагање на прва помош. Немаме таква широка едукација по однос на целото население. Понатаму има, да речеме, пак зависи од состојбата. Во сегашниот момент имаме доста тие, се викаат, слика на оној круп на ларингити, односно на инфекции на горни дишни патишта, пропратени со отежнато дишење. Едноставно излегување на ладно, значи од собата каде што се наоѓа детето, излегување веќе ја намалува тој оток што настанува во горните дишни патишта и веќе подобро се осеќа детето, нормално додека не се однеси на болница. Понатаму има состојби кои што веќе ги спомнав, да кажеме тие грчеви со температура. Родители кои што имале еднаш два пати искуство со таа состојба, што некога знаат и да се повторуваат, знаат дека треба да се постави таа позната странична положба или кома, што стручно се вика положба, заради обезбедување на тие дишни патишта, и многу често имат едукација за давање на тој диазепам, значи чепчиња кои што го смируваат нападот нормално и додека се однеси во установата. Значи, пак ќе кажем, зависи од целокупната ситуација, да речеме наредна, и зависи од етиологијата, од причината што е. Еве ги спомнавме троењата кои што се доста, тие се многу сериозна состојба, ургентна во педијатријата, поготово тие лекови кои што возрастните ги користат за притисок, за срце, секој лек е опасен. Во такви ситуации помага, значи, да се вештачки испровоцира повраќање, значи помага. Не во секоја ситуација, значи има некои средства како што се тие корозиви, тогаш не помага, баш обратно не треба да се врши, ја влошува состојбата. Меѓутоа, во вакви ситуации кога знаеме, може да се претпостави дека тоа се апчиња кои што ги голтнало детето, тогаш треба да се провоцира повраќање и да се даде активен јаглен. Од праксата кажувам дека добро се сноѓаат родители во такви ситуации. Значи, тоа го прават
го прават и сами. Значи има некоја едукација по однос на тоа прашање. Сега наредно, ова што кажав има латентен период, тоа се да кажеме состојби, веќе ги споменав на овие тровања со лекови, каде што наводно додека се таа субстанција абсорбира, па изгледа све е во ред и родителите мислат дека со ова е доволно, меѓутоа обавезно треба после тоа да посетат лекар. Или и обратно, има некои ситуации каде што од праксата, од секојдневието, да речеме, итно се оди за почеток на температура, се качила 38,5, 39, тоа го имаме и итно доаѓаат, даваат дома и мислат дека тоа е една ургентна ситуација. Значи, температурата е, да кажем дека не е во тие ургентни, ова прави ургентни состојби, осем нормално многу висока, над 41 степен, со пореметување на свеста, со една влошена општа состојба, тоа да. Меѓутоа, за 99% случаи што доаѓа, тоа не е ургентна состојба. Едноставно е само паника кај родителите. И некогаш што тука се спомена едно, значи ги споменав од тие падови, од тие можни, често доаѓаат за најобичен пад, да кажеме, од трчале, од сите деца трчаат, ќе падни, тие доаѓаат, бараат хитно да бидат видени, исплашени. Значи тука има некои препораки кога треба практички да се дојде на лекар. Не сигурно од секое сопнување, па сега да одиме на лекар. И на крај, по однос на ова прашање, значи, во принцип, предлагам за овакви ургентни состојби, нормално се зависи каде живеат овие деца, овие пациенти, значи доколку е во помали места, што ова емисија за цела држава, значи тогаш треба нормално да одат во најблиската амбуланта на брза помош, меѓутоа доколку е ургентна состојба и има можности за терцијарно лечење, значи клиники, болници, треба да не се губи времето, треба да се оди, поготово и потешки ситуации, во терцијарна установа, во болница. Така, докторе, ги споменавте состојбите, но при кои состојби родителите не треба да чекаат ниту миг дома, односно треба да реагираат веднаш и веднаш да го однесат детето во болница. Споменавте нели дел од честите кои што ви се јавуваат пациенти дека се отруени од лекови, но како родителите да се посомневаат дека детето на пример голтнало апчиња или пак се напило некое средство, а не го виделе? Така, тоа е добро прашање. Со такви ситуации сме се наоѓале во праксата, за да не расшириме на сите можни етиолошки фактори, веќе спомнавте ова со апчињата што е дел на праксата. Имаме такви ситуации да отпосле да дојдат подредена клиничка слика, дете добро, значи било све во ред дома и одеднаш почнува со некои симптоми на нагло влошување, да кажеме, од кои што пак зависи што примило. Меѓутоа, овие општи симптоми се пореметување на свеста, пореметување на одот, повраќање, влошена општа состојба, проблеми со дишењето, значи да има проблеми и со таа функција. Значи, пак ќе кажам, со овие три функции кои што на почеток ги спомнав, тогаш без разлика што е етиологијата, не е битно, значи од што е, треба итно да се однеси во болница. Ургентни се сите тие ситуации кога имаме, значи, засегнатост на поголема засегнатост на било кој од овие системи, а поготово ако се здружени сите системи. И ќе дадам сега пример. Например, при една, да кажеме, аспирација на страна од тело, започнува слика на една респираторна симптоматологија, отежнато дишење, почести кашлици, вознемиреност, затоа што не може да земи воздух. Самите родители кажуваат како да не може да земи воздух.
Истовремено се јавуваат, може се јават и други симптоми ако тоа се влошува, значи да не е контактибилно, значи пореметување на свеста, убрзан пулс, да не може истовремено и да седи, значи мора да легне, така да тие се слики каде што ургентно мора да дојде, каде што имаме една слика на влошување на општата состојба, која што, како што реков, обично почнува со еден систем, меѓутоа после се одразува на другите системи. Исто е, веќе ги спомнавме овие грчеви при температура или грчеви може да се јават и без температура. Тука имаме обратно, значи имаме појава на тие невролошки симптоми кои што постепено водат и засегање на другите симптоми, значи проблеми со дишење, па појава на тоа модрило околу устата или на поголеми површини на телото, тогаш секогаш треба да се носат во болници. То ви реков по кој редослед, доколку има можности директно да не се губи време во помали, да речеме, во помали установи, него директно. Сега, значи, и ова сака да кажам, значи, некогаш не може тоа да се изведи, тогаш да се изведи, значи, директно да се оди во терцијарна установа, тогаш треба да се пристапи во установа за итна медицинска помош, која што ќе организира соодветен транспорт. Значи, тие не се обични транспорт да се стави само детето во една придружба, него се организирани и со екипа и си имаат соодветна опрема, вршат одредена свика стабилизација на детето и како, значи, по такви околности се транспортира во терцијарна установа, во болници. Да. Каде што таму ќе се тие и тоа е посебна проблематика. Докторе, колку се опасни падовите од кревет или падовите од оние масички за пресоблекување, доека ги пресоблекуваат бебињата? Како треба да реагираат родителите во овие моменти? Затоа што сите кога ќе добиеме едно такво мало кревко бебе во раци, кога ќе му се случи таков пат, сме многу испаничени. Така, тоа е најчеста, можем да кажем, од све ова што спомнавме од праксава, една од најчеста патологија. Од најчестите патологии. Практички да нема недела да не е поминато, да не дадат нормално вознемирени родители и добро што го поставивте ова прашање. Значи, може да настане уште од само најчесто се и најмногу се вознемирени родителите во периодот од кога бебето е новородено, доенчо до 1 година и додека се мали деца. После тоа, поред кога гледаме, нормално треба да е, не знам каков поголем пад, за да се донеси, например, 10 годишно дете кое што никој не знае дека паднало, да кажеме, во време на игра. После се вели дека децата со така растат. Така растат, баш така. Сега, значи, она што е следниве поенти се за овие падови. Значи, многу е битно што треба да знаат родителите од која висина е паднато. Значи, може да е некој минимално 10, 20 или 30, не знам, сантими да е паднало, не мора да значи дека има поголем проблем. Меѓутоа, ако сигурно поголемо, над пола метар и над тоа, веќе може да предизвика поголеми невролошки проблеми. Понатаму, на што е паднато? Значи, на што површина? Ако падне на некој тепих, дебели теписи не е исто и да падне на плочки. Значи, тоа е многу важно. И, значи, така, значи, тие се две најбитни фактори за евентуална последица. После тоа, значи, доколку има од поголема висина, и ако е на потврда подлога, како што реков, веќе треба да се консултира обавезно доктор. Она што треба после самиот пат да се мисли да евентуално појава наследни симптоми, значи да почне да повраќа, да почне да има пореметување на свеста, значи да е послабо контактибилно. Понатака, доколку после тоа многу сака да е многу поспано. Во тие случаи обавезно треба да се донеси. Тие се основни насоки, затоа што најчесто може, сигурно поготово во период на новородено
и доенечкиот период кога ова черепот е раскавичен, претежно раскавичен, може да има значи услови за скршеница на коските на черепот и може во склоп на тоа да се појави дури крварење во мозокот и да се појави или најчесто под слика на потрес на мозокот, позната слика на потрес на мозокот. Ете, тоа е, значи да скратам, во принцип добро е да се, колку што помало детето и колку што овие ги наброев кондиции кои што треба да се земат во предвид се поизразени, треба да се бар да се консултира, да се оди на доктор да се консултира. Ете, поднос на паѓање. Така, доктор, и за крај, што е многу важно за овие ургентни состојби, на што би апелирале, секако на смиреност кај родителите? Так, одлично прашање за на крај. Значи, ова ќе биде апел практички. Состојби, дел од овие состојби може да се превенираат на превенција. Значи, тровања, со рековне со апчиња и со овие хемикали може се спречат ако на соодветно место се чуваат апчињата. Не расфрлани низ дома да може секое дете и бебе да ги дофати. Така. Исто овие хемиски средства, тоа може, значи може да се превенира. Второ е од праксата, ова што го гледам, и најчесто е по нашите паркови, по наши места каде што деца си играат. Значи треба одредена будност, не може дете да родители гледаме си пијат кафе по рогендани и по паркови, а децата сами трчат, ставаат све во усти, паѓаат и после значи да кажеме све дека било на судбината. Не, значи треба одредено внимание. Ете, тие се две работи и нормално ги наброивме кои се тие. Има работи кај што не може да влијаеме, не може каде што не може да погодиме дека нешто ќе се случи, тогаш треба да се побара лекарска помош. Јас разбирам дека не е лесно, поготово овие состојби што ги набрав, каде што има акутно засегнување на овие витални функции, да тие прибори някои доктори не можат некоја се снајдат, тогаш што останува за родители кои што не се медицински лица, меѓутоа во секој случај да ќе ги охрабрам ако на тој начин се постапи, некој дававне некој насоки што треба да се постигнат, можеби е добро овие има такви работи, такви едукации низ светот во вид на брошури, во вид на кратки филмови, можеби тоа е идеја за нас педијатрите, да ги пошироко распространиме, за да родителите при вакви ситуации поприбрано, да кажеме, реагираат. Ете така. Докторе, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за вашите совети за нашите редовни гледачи. Благодарам. Беше тоа доктор Антони Христовски, специјалист по педиатрија и неонатологија од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Тука дојдовме веќе до крајот на ова издание на Добро утро. Секое утро имајте си убав остаток од овој празничен ден. Уште еднаш за многу години нека е овој голем христијански празник Свети Јован и нека име честито и вековито името на сите оние кои што го прославуваат овој ден и на сите оние кои што ја чествуваат оваа слава денеска. Останете понатаму на Алфа телевизија во 9 часот и 30 минути следуваат првите вести во живо и секако бидете и утре со Добро утро секое утро. Довидување.